Различни околности и исти актери. 7 од 8 независни пратеници од ВМРО-ДПМН, слично како и кога се гласа уставните измени, се адутот на власта за изгласување на законот за јавното обвинителство. Освен Елизабета Канчевска-Милевска, вели дека не била консултирана за измените во законот, но не кажа децидно дека нема да гласа. Сметам дека реформските закони, како што се носеа и досега со консензус во собранието и во соработка со власта и опозицијата и останатите политички партии, треба и во иднина да се носат на истиот начин, вклучувајќи го и законот за јавно обвинителство. Одговорноста по однос на овие закони и реформи треба да биде заедничка. Партискиот интерес како приоритет треба еднаш за секогаш да се тргне настрана, кога станува збор за суштински и сериозни реформи во правосудниот систем и да се почитува пред се мислењето на експертите и професорите од оваа област, вклучително и мислењето на меѓународната заедница. Канчевска-Милевска и натаму е обвинета во случајот на СЈО тендери. За дел од 8 пратеници, членови на нивните семејства или блиски луѓе, беа актуелни судски процеси и се шпекулираше дека со тоа биле приморани да дадат поддршка за уставните измени. Други пак беа поврзувани со блиски релации со дел од претходното раководство на ВМРО-ДПМН, семени вработувања тендери. Што се смени од тогаш до сега? Пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов и Сашо Василевски беа амнестирани со законот за амнестија за случувањата во собранието на 27 април. За фамилијата на Муковски долг период се актуелни бројни тендери добиени во време на актуелната власт. Синот на Владанка Авировиќ, откако беше осуден во случајот Трус на апелација, доби условна казна. Во истиот случај на Сеат Кочан, претходно близок со пратеникот Зеки Рамчиловиќ, му беше намалена казната од 6 на 4,5 години. За Емилија Александрова се пишуваше дека незината ќерка е вработена во фондот за иновации, а пратеничката беше разочарана за тоа како известуваат медиумите.